Со случувањата во Битола, Македонија докажа дека е територија без стопан. Секој може да дојде кога сака и во какво сака својство и да отвара клуб кој ќе создава понижувачко чувство за македонците, а државниот врв молчи. Претеничката група на ВМРО ДПМН бара оставка од министрот Бујар Османи. Претеникот Антонио Милошовски во изјава за Алфа порачува никој да не брза да отвора устав или да прави дополнителни концесии, бидејќи во следните 10 години ниту една земја во регионот нема да стане членка на Европската унија. Ова беше отварање на клуб за да се изрази понижување кон нашата држава, а државниот врв молчи. И сметам дека е неоправдано таквото однесување на Ковачевски и на Бујар Османи. Во најмала рака министерот за надворешни зова би требало да си даде оставка. Секаде зборат дека се демократска, транспарентна, отчетна влада, а таму каде што треба да дадат отчет во Македонското собрание, не удостоиле ниту со одговор на писмото со кое што бараме да дојдат на затворена седница на Комисијата за надворешна политика. Првиот човек на Алијанса за албанците вели дека не може да го прифати фактот што Бугарија не го признава македонското малцинство. Села вели дека актите како отварање на културниот центар Ванчо Михайлов во Битола не придонесуваат за побрего да се трне блокадата од бугарската страна за започнување на преговорите со ЕУ. Мислам дека треба да се почне со тоа што ќе се признават малцинството обострано. И тука во Македонија, на бугарското малцинство, па и во Бугарија македонското малцинство. Но не е само опозицијата против премиерот Ковачевски и министрот Османи сега се креваат и нивните коалициони партнери. Претеникот Павле Трајанов, кој прво даде амен за потпишување на договорот за добрососедство, бара власта да ја редефинира стратегијата за преговори со Бугарија, која како што вели била погрешна. Бараат се што е договорено со Софија да се каже во парламентот. Немам доверба во целокупниот политички врв кој што е вклучен во надворешната политика, дека водат сметка за нашите национални интереси. Ако се водеше сметка, апсолутно не смееше да се дозволи таква манифестација на антинационална македонска политика во срцето на Македонија. Това значи барам да се редефинира комплетно стратегијата, политиката во односите со Бугарија. Реагираат и од партијата на пензионерите кои се дел од водеачкото мнозинство. За нив присуството на бугарскиот премиер Петков и потпредседателката Јотова се провокација кон македонците и навреда на жртвите на фашизмот, и додека политичките партии од коалицијата и од опозицијата бараат одговорност од Османи и Ковачевски кои се дел од преговорите во официјална Софија, досега ниту од влада, ниту од СДСМ не сакаат да одговорат. Зошто се дозволи бугарските власти од македонското тло да ги навредуваат македонците, а уште повеќе што беше представено како чин на добри односи.